Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на готварско шоу, а вие денеска ќе гледате многу интересни и вкусни јадења. Ќе направам превкусна чорба со домашно коковче, печурки и зеленчук и ќе наполнам големи портабело шампињони или печурки со пилешко джигерче. Идеално и вкусно. Гледајте не. Вака убаво мириса домашно одгледано коковче. Ова коковче, погледнете колку е малечко, ама е домашно одгледано. И решив денеска да направам вкусна чорба. Што ни е потребно за оваа вкусна чорба? Печурки, мешани, буковка и шампињони, кои ми останаа од претходното јадење, ќе ги додадам во чорбата. Имам зеленчук како компир, целер, пашканат и морков, кромит. И сето тоа ќе го ставам сега во бојонот, кај што се вареше коковчето. Коковче, затоа што е малечко. Вие што се индустриските одгледани, нели се машала по кило и 300, кило и 400, кило и 800. Ова е навистина многу мало. Зеленчукот го додадов, ќе ги додадам и печурките и на среден оган ќе оставам сето ова полека да си крчка. Кога сето ќе биде обработено, а коковчето ќе биде оладено, ќе го ичистам од коските и од кожата, ќе го исецкам месото, се што има во бојонот ќе изблендирам, а на крај ќе го додадам месото и ќе зачинам со макдонос и со малце лук. Ќе направам одлична пилешка чорба со домашно пиленце. Друго што ќе направам е полнети големи портобело печурки, големи шампињони, кои се навистина замена за месо. Ќе испржам пилешки джигер, а печурките ќе ги ставам во печка да се потпечат малце. Ќе додадам масло и ќе исецкам кромит. Целерот, стеблото ќе го додадам во чорбата за дополнителен вкус. Отлично. Кромидот ќе го оставиме да карамелизира убаво. На јако масло го ставаме. Додека тој карамелизира, јас ќе го исецкам и стеблото од целер и ќе го додадам во супата или чорбата, кој како сака, пошто ќе биде густа. Овој пат ќе биде чорба. Колку убаво мириса. Отлично. Додека кромидот си карамелизира, јас ќе ги средам печурките. Многу внимателно извадете ги дршките, долниот дел од печурките, затоа што само капата ќе ја полниме. Внимателно за да не ги искршите. Ете така, отлично. Сега ќе ги ставам во еден огноотпорен сад и ќе ги ставам во рерна на 220 да се потпечат. Печурките никогаш немој да ги миете со вода, посебно шампињоните или овие портобело се како сунгер, впиваат се и тогаш нема да направиме ништо. Затоа, вака, сами по себе оставете ги да се потпечат. Тоа време ќе го средам джигерот, ќе го испржам. Пилешкиот джигер е едно од моите омилени јадења и навистина многу го сакам. Меѓутоа, пред да го ставам во кромидот джигерот, ќе ги исецкам дршките и ќе ги ставам и нив да се испржат. Отлично.
дадат дополнителен вкус, нели, на печурка, да се соединат. Ова е моментот на карамелизираниот кромит. Кога правам пилешки џигер, сакам вака да биде карамелизиран. Сега, многу едноставно, ќе го додадеме џигерот со срценца за мерак. Еве го мевцето од домашното коковче. Ова се коските, видите колку мевце, колку коски. Одлично. Ова мачето на Сунчица, која е мој главен помошник овдека, има да се израдува, вистински ќе ужива. Кој знае дали пробала коски од домашно коковче. Јас одамна луѓе немам готвено домашно коковче и денеска чорбава што ја правам. Со вкус на печурки и зеленчук, ова ќе биде магично. Магично. Сега џигерот потребно ни е околу 10 минути, малку повисока од средна температура, добро да го обработиме, меѓутоа не да го пресушиме. Откако ќе биде готов, ќе го подоладиме малце, ќе го исецкам и ќе ги наполнам со него печурките. А на крај ќе направам еден прелив со кисела павлака од Бимилк. Онезе ќе додадам малце Макдонос, малце лимон, малце масло, ќе додадам од семките од коноп и семки од тиква, за да биде здраво. Макдонос и лукче во чорбата за дополнителен традиционален македонски вкус. Џигерот за кратко ќе биде готов, а и печурките имаат уште некоја секунда. Сега ќе одам, ќе ги извадам. Печурките се готови. Камерата може да запази колку се намалија и ја испуштија водата, која всушност во овој случај нас и не ни треба. Меѓутоа, ја нема да ја фрлам, него ќе ја додадам во чорбата. Многу жешко. Умами вкус, петиот вкус, многу актуелен. Додека џигерот си се пржи, јас ја ќе ги посолам печурките, пошто печурката ако не е солена, не е ни убава. И ќе ги оставам да си оладат. Сега, чорбата ќе ја тргнам на страна и со рачен блендер комплетно ќе ја изблендирам да стане елегантно мазна. Готвењето мислам дека е најубавата работа на светот. Оној што не сака да готви, не готви за тоа што сигурно има кој да му сготви. Ама оние што сакаат да готват, вистински уживаат додека готват. Најголемото уживање е кога ги гледаме тие што јадат од храната што ние сме ја сготвиле. Тоа е среќа, тоа е позитива. Џигерчето на крај, како и секогаш, ќе го зачинам со малце дафинка за дополнителен вкус. Ето така. Чорбата со печурки и зеленчук е одлично изблендирана, имаме мазна, убава, елегантна структура, баш таква каква што сакав да ја добијам, може и камерата да ја запази. О, видете го овој момент, светиот што е добро.
Сега само да пробам. Одлично. Одлично. Јас би додал уште малце лукче и мала киселост на крај, меѓутоа додека джигерот се лади, јас ќе го исецкам и месото. Домашно коковче. Многу ми е кеф што денеска готвам со домашно одгледано коковче, такво мало, убаво, трчано. Многу е интересно, затоа што јадат природна храна. Све што е здраво, нема ништо вештачко или индустриско. На тоа вистински се радувам. Еве тука едно ковченце. Ова ќе биде навистина богата чорба. И секако онаа наша традиција. Лукче, оцет, масло, Макдоналдс. Ставете одозгора, по чинијата и бескрајно уживајте. Уште ако има и луто пиперче, за мерак. Сега ќе го додадам месото. И ќе оставам кратко да прокрчка, за да се соединат сите вкусови. Ова ми се допаѓа многу. Сега, на истата даска ставете од джигерот. Малце е жежок, ама нема врска, јас ќе го исецкам и ќе ги наполнам печурките. И ќе ни остане да го направиме само сосот со павлака. Сега со лажиче полека и внимателно ќе ги полниме печурките убаво. Стиснете малце. Отлично. Малце джигерче ми треба. И овој сад ќе го ставам со печурките сега, уште малку да се потпече. И готови сме и со печурките. Чорбата излезе одлично. Многу вкусно. Одлично мајчина душичка на чорбата со пилешко месо ќе ја даде друга димензија. Ќе остава малце и за сервисот во чинијата. Оф. Ајде сега. Малце маслинова. Малце семе од лупен коноп, многу протеини. Што убаво. Сега ќе сецкам босилек ќе додадам. Како убаво замириса босилекот. И малце лимон, сок од лимон, да даде дополнителна свежина.
многу семки овој лимон, тоа значи дека е здрав лимон. Одлично. Сега сето тоа убаво ќе го соединам. Денеска навистина уживав правејќи ги овие две јадења. Малце сол. И на крај малце лукче, многу ситно исецкано, само колку да даде една друга димензија, меѓутоа не претерувајте со лукчето, може да ви биде и тешко. Аше, како паста. Одлично. Ќе додадам на страна. Одлично. Сега да измешаме една чорбата. Веќе нема потреба ни на ниска температура да биде, затоа што е готова. Оу, колку убаво. Гледнете оваа убавина. Тоа е све од чорбата со зачинета кисела павлака од нашите пријатели Бимилк. Супер. И сега, ајде да ги сервираме и печурките. Во долга чинија ставете малце рукола. Ќе додадеме малце кисела репка. Тоа прави во една од минатите емисии. Погледнете ја бојата во комбинација со цвекло. Многу вкусно. И многу внимателно печурките. Павлака ќе додадам малце вода. Меѓутоа многу малце. Треба да биде потечна. Колку убава мириса. Ставете само по малце. Тој што сака, има и плюс. На страна, како репет. Драги мои, се надевам дека ви се допадна ова што денеска го зготвив за вас. Гответе го вие и вистински уживајте во вкусот. Домашно си е домашно. Домашното коковче испадна на вистина многу вкусно, а чорбата превкусна, нема да зажалите ако ја направите. А печурките идеално подпечени, вкусни, за мерак. Вистински уживајте дека ги правите за тоа што вкусот е на вистина единствен. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а вие гледајте не секој ден и секако посетете го нашиот сајт или нашата веб продавница 4сезони.mk и одберете се што ви е потребно за да може да сготвите убава и вкусна храна. И секако поздрав до моите пријатели од специјалистичкиот Центар за медицина и рехабилитација ПЗУ Ива Беланова, кои се грижат постојано да бидам во одлична форма. Ви благодарам, имајте убава и пријатна вечер.